Би започнал со фактот дека е ова 15-ти ден за расправа на буџетот. Претходно на Комисија за финансирање и буџета, еве сега 5-ти ден на пленарна седница и дефинитивно ние не можеме да се доближиме во ставовите околу прво пред се оценката за самиот карактер на буџетот, но би започнал со следниот факт. Цело време од страна на опозицијата се бара таа да биде конструктивна и да учествува конструктивно во расправата за буџетот и ние тоа го правевме и го сторивме со поднесување на отприлика 330 амандмани, од кои што како куриозитет беа прифатили само 2 амандмани. Доколку се смета дека предложувањето на амандманите од страна на опозицијата е конструктивност, тогаш каква е конструктивноста од страната на поднесувачот на буџетот, односно од страна на владата на Република Македонија, односно Министерството за финансија пред се, или истовремено од страна на мнозинството во собранието, кои што не најдоа слух за ниту едно, освен овие две барања, односно амандмани поднесени од страна на опозицијата. И сега би се навратил повторно околу клучниот елемент за несогласување, како почеток во расправата на самата Комисија за финансирање и буџетот, околу пред се тежината на буџетот, кој што во почетокот со оглед на информациите кои што ги имавме, тежеше некаде околу 4,3 милиарди евра, па 4,2, за да на крај излезе со една меркантилна дефиниција 3,9, не се 4, туку се 3,9. Значи да се сокрие вистинската цифра и да се има во предвид прво тројката како поблага варијанти која што би била поприфатлива за јавноста во делот на тежината на буџетот за следната година. 3,9 милиарди или 3 милиарди и 900 милиони евра, и тоа е енорно највисок буџет во поновата историја на Република Македонија, а се базира пред се во очекувањата дека растот на економијата во следната 2020 година би изнесува 3,8%. Дали е реален или не е, тој не е, но никој не го фали, а особено не го смета дека е тој развоен. Емпириската анализа на буџетите во последните 15 години јасно покажува дека одредени буџетски ставки во предизборните буџети постојано се зголемува. Тоа не е само случај во Македонија, тоа е секаде. Генерално применлива метода во предизборието од страна на сите влади. Меѓутоа, како што се јавната потрошувачка, платите и надоместоците, трансферите и субвенциите, социјалните надоместоци, како и капиталните расходи, како што е тоа случајот во овој буџет од 3,9 милиарди евра за следната 2020 година, никогаш до сега се нема случено. Енорно тежок буџет со проблематична проекција. Власта до вчера уверуваше дека со големите, условно кажано, частања за повисоки пензии и плати во јавниот сектор не се прави предизборен подкуп на гласачки, туку се вложува во човечкиот капитал, што нема сомневање дека државата каса тежи пред се од предизборни елементи и тука бегање од овој факт нема. Во човечкиот капитал, како што беше и претходно напоменато од моите колеги од опозицијата, не се вложува само со зголемување на платите, туку и со многу бројни реформи кои што за жал во овој буџет или воопшто во политиките креирани од страна на актуелната влада изостануваат. Иако новиот буџет има мото за вложување во човечкиот капитал, потребно е власта да се потсети дека зголемување на платите не е единствениот начин на вложување во човечкиот капитал, туку само тоа е една нишка која ќе исчезне доколку не е проследена од јасно оценување на перформансите, на рационализацијата, силната деполитизација, како и од вложување во капацитетите, а не само во платите, на јавната администрација, во образовниот и во здравствениот сектор, во правосудството, локалната власт и така натаму, што е голем предизвик или воопшто, би рекол,
воопшто невозможност за актуелната власт, која е и главна пречка за овој буџет, без разлика на неговата големина, а особено тој да се нарекува развоен. Како може да биде развоен кога во проекцијата на буџетот од 4 милиарди евра проектирани, само 400 милиарди евра неполни се предвидени за капитални инвестиции, кои тоа е едва и 10% од вкупниот износ на буџетот, и тие да бидат моторот на економијата, со кој што ќе бидат обезбедени 3,8% раст, кој што би требало да бидат компензација, би рекол, елементот кој што би требало да ги покрие дополнителните трошоци, кои што се предвидени, кои што се 200 милиони евра повисоки од минатата година. Ова јасно укажува на поврзаноста на политичкиот со економскиот циклус, меѓутоа особено е важно да се разбере колка е улогата на државата во оваа фискална приказка за да ја добиеме реалната слика. Патем да напоменам дали во 2021 година се уште ќе се обстои со висината на покачувањата на платите секаде каде што се предвидени. Кондиција за такво нешто во буџетот за 2020 година нема да има. Заради тоа што ова ќе биде буквално пукање на финансиите во државата во 2020 година, кои што тешко ќе може да се санираат во следниот период. И поедноставено, поедноставениот опис на буџетот за 2020 година би можеле да го сведеме на следниве карактеристики. Дека тој голем, дека е нереален и неспроведлив и дека тој предизвикува загриженост во јавноста, што не е спорно, не само кај нас, пратениците. Ги слушаме ние реакциите од реалниот сектор, кои што буквално се загрижани за ситуациите кои што би можеле да се случат во следната година, заради тоа што на најдиректен начин им се намагнуваат решенија за кои што тие со оглед на динамиката и обемот на работата, односно на производството, не се во целост, односно не се во можност да ги исполнат. Нереален е овој буџет, затоа што расходните се проектира ни да бидат повисоки, како што кажа, за 200 милиони евра, повеќе од претходната година, но не е проблематичен од гледна точка на структурата на тој раст. Бидејќи растот во голема мера е за задоволување на одредени групи во пресрет на изборите, како високо профитабилните компании кои не беа исклучени од мерката за субвенционирање на предприемачите, иако со тоа ќе се заштедеат значајни средства и пензионерите кои добија паушално зголемување на пензиите, иако е добро познато дека пензискиот фонд се соочува со сериозни проблеми. Зошто претходните 2 години не беа зголемени пензиите или беа зголемени за мидорни 30 денари? Со оглед на тоа, на изоставањето, на зголемувањето, всушност ова представува враќање на половина од тоа што има одземено по основ на логичното и редовно зголемување на пензиите. Исто така се предизвикува овој буџет и загриженост затоа што високите расходи во комбинација со преценетите приходи значат дека дефицитот ќе биде повисок од проектираниот, а со тоа и потребите за финансирање. Ниту владата, ниту Министерството за финансии отворија широка стручна дебата за тоа како структурата на јавните трошења може да се подобри, за да може да се каже дека буџетот ќе биде развоен. Не се консултираше реалниот сектор, академската јавност, воопшто јавноста не се консултираше за ова. Околу зголемувањата и генералните насоки во кои што се движат проекциите на буџетот, не би се задржувал повеќе, меѓутоа би сакал да се осврнам во делот на времето кој што ми приостанато на секторот кој што за кој што вака сум најдиректно заинтересиран, а тоа е во делот на земјоделството, во кој што за 2020 година се предвидени од прилика 9,4 милиарди денари, тоа е некаде околу 150 милиони евра. Но сакам да напоменам следно. Во програмата на Социјалдемократскиот сојуз, предизборната програма, беше дефинирано и ветено на земјоделците дека вкупниот износ на програмата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ќе тежи 150 милиони евра. А не дека 150 милиони евра вкупно ќе се доделуваат, односно ќе се распределуваат
во секторот земјоделство. Тука се и Министерството и сите институции во состав на Министерството, односно институции кои што се граничат во своето делување со активностите на Министерството, платежната агенција, инспекторатите и така натаму. Агенцијата за подршка во земјоделството и руралниот развој секако, и останатите институции, шумарската полиција, и Државниот инспекторат за земјоделство и така натаму. Прво, не ја гледам логичноста толку високо зголемување од 6,9 милиони евра во буџетот на Министерството за земјоделство во однос на минатата година, зошто тоа се прави и немаме јасен увид врз основа на циркуларот кој што го имаме, каде ми можеле да се потрошат тие средства, особено во соработката со некои си невладини организации, односно со организација на невладиниот сектор, и во делот на зголемување на платите, што значи и зголемување на бројот на вработените во самото министерство. И оно што е особено интересно, тоа е износот на буџетот на Агенцијата за финансиска подршка на земјоделството и руралниот развој, каде што за програмата за финансиска подршка на земјоделството и руралниот развој се предвидени 120 милиони евра. Не се 150, 120 милиони евра се. Господи заменик министер, со 120 милиони евра не можете вие да ги покриете обврските на државата по основ на мерките кои што се предвидени во програмата за финансиска подршка, а особено да ја извршите исплатата на заостанатите обврски кои што ги има државата кон земјоделците. А тие се веќе отприлика некаде околу 70 милиони евра во оваа година. За оваа година и за минатата година. Неисплатени обврски кон земјоделците со предвидени 120 милиони евра за следната година. Не знам како може да извршите исплата и на едните и на другите обврски кои што ги има, без оглед што на располагање го имате врз основа на договорот помеѓу Министерството за финансии, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Агенцијата за финансиска подршка на земјоделството и руралниот развој, каде што се е дефиниран еден календар на исплата, така како што е дефинирано и така како што најпотребно име на земјоделците да се исплатјаат финансиските средства по основ на предвидените мерки. Тоа е една улестителна алатка за Министерството за финансии, колку би требало во следниот период тековно да се одвојуваат средства за исплата на финансиски средства по основ на определените мерки, меѓутоа во исто време и да се имате увид дека ќе дојде период во текот на следната година кога навистина ќе дојдете во ситуација да не бидете во кондиција да извршите исплата на сите овие средства. И 120 милиони евра предвидени за тековна исплата и 70 милиони доспејани, а нереализирани обврски кон земјоделците. Добро е тоа што за 84.000 евра, например, во Државниот инспекторат за шумарство и водство се предвидени повеќе средства, или за во Државниот инспекторат за земјоделство некои си отприлика 1.000.000 евра, уствари 984.000 евра, и нелогичното зголемување на буџетот се надевам дека оправдување има, меѓутоа од буџетскиот циркулар тоа не може да се утврди, зголемување од 1,56 милиони евра. За разлика, како што кажа веќе во Агенцијата за финансиска подршка на земјоделството и руралниот развој има навалување од 14,26 милиони евра. Она што останува во како една голема нелогичност и би рекол дефокусирање или изгубеност на контролата на ситуацијата на теренот е распределба на средствата во делот на водостопанскиот сектор, каде што од страна на буџетот се предвидени издвојувања за хидросистемот Злетовица, хидросистемот Лисиче и дел од програмата за наводнување на долината на Јужен Вартар. Тоа се средства финансиски предвидени од националната програма. Ништо повеќе, но затоа пред некој ден се усвои
се донесе одлука за задолжување на Република Македонија за 80 милиони евра кај КФВ банката од Германија со една олестителна околност, што би јас рекол дека е позитивна во целата несреќа, а тоа е контролата на овластен консултант од банката за наменското трошење на овие средства, кои што се предвидени во висина од 80 милиони евра. Тие ќе бидат наменети за хидросистемот Конјско, за хидросистемот во Валандово, за некој хидросистем кој што мене толку не ми е добро познат некаде во близината на Пепелиште, Неготинско, веројатно има потреба за сето тоа, меѓутоа 80 милиони евра се во прашање, кои што би требало да се враќат во следните 15 години. Јас само ќе потсетам на програмата која што бившата влада ја изготви, впрочем за тоа беше информирано акционерското друштво Водостопанство на Република Македонија, во кој што со 10-годишната програма беа предвидени по 20 милиони евра годишно, вкупно за 10 години 200 милиони евра, за реконструкција, рехабилитација и проширување на водостопанскиот систем во Република Македонија. Ние како држава, за жал, имаме таква несреќа да во одреден период на годината имаме потреба за одводнување на земјоделските површини од преголемо количество на вода, а во летниот период, сушниот период, тогаш имаме потреба за наводнување на земјоделските површини, што дополнително го прави целиот систем прилично комплициран. Се затекне на ситуација кога исто така врз основа на едно овакво позајмување од исто така меѓународна финансиска организација, во случајот Светска банка, за 22 милиони долари, во тоа време 2002 или 2003 година, беше реорганизиран и, како да кажам, со укинување на одредени водостопански предпријатија, реконструиран водостопанскиот систем во Македонија, за кој што беше потребна интервенција, прво да се стабилизира, понатаму да се развие нова стратегија за негово нормално работење и понатаму изготвување на програма која што би требало прво да расчистиме дека од ниту една влада не започнува историјата. Белкем се има нешто наследено и тоа нешто претпоставам дека е добро. Тоа што е добро треба да се продолжи да се реализира и не ми е мене јасно ова ситуација зошто едноставно не се спроведува програмата која што беше дефинирана од претходната влада, која што е изготвена врз основа на сериозни анализи на терен. Година и пол дена се работеше на таа програма, во која што буквално е маркирана секоја шахта, секој вентил, секој канал, колку и како и за кој период треба да биде поправен. Секако дека требаше да профункционира акционерското друштво со негово екипирање и кадрско, но и во делот на обезбедување на соодветна механизација, да не се ангажираат од надвор фирми кои што би извршувале градежни зафати, него тоа би го правеле вработените и самото акционерско друштво и на тој начин сите трошоци кои што би чинеле при таквите зафати би биле далеку поевтини, а во исто време би имали поефикасна контрола на изведените работи. Но тоа еве не се случи. Ние за 4 проекти се задолжуваме со 80 милиони евра, всушност вкупниот износ на средствата кои што ќе бидат финансирани во овие 4 проекти изнесува некаде 110-11 милиони евра, затоа што дел се и грант, а дел се и од национални средства. Тоа се големи средства, тоа е половина од вкупно предвидените средства, повеќе од половина, во оваа програма за кој што претходно зборував и сметам дека без оглед на тоа што се добиени поволни финансиски кредитни средства од КФВ банката, сепак можеше да се реализацијата на самата програма која што беше претходно изготвена на поефикасен начин. Да сумирам, сметам дека буџетот на вистина е нереален, сметам дека е претерано популистички, дека е во функција на изборите на 12 април 2020 година, со заклучок дека, ако ништо друго, ако се имало предвид користа на одредени групации во државата, сепак најоштетени со овој буџет се земјоделците во Република Македонија, затоа што добија помал